Струмичките тутунари се уште без субвенции. Земјоделците бараат исплатата и цената на пченицата да бидат во фокусот на властите. Завршена е нацрт студијата за валоризација на Дојранското езеро. Финалната верзија ќе треба да обезбеди исполнување на законот со кој езерото е прогласено за споменик на природата. УХМР предупредува на можни локални излевања кај помалите водотеци и соводолици на целата територија на Република Македонија. Временската нестабилност и очекуваните поројни врнежи од дожд се причината. Поштовани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А. Денеја погледнавте најавата на дел од содржините кои следуваат во него. Председателот на државата Ѓорѓе Иванов и новиот министер за надворешни работи Никола Димитров денеска учествуваат на состанокот на лидерите од Брдо Бриони процесот што се одржува во Брдо кај Крајн, Република Словенија. Иванов според најавите од неговиот кабинет ќе се обрати на пленарната сесија на состанокот, а ќе одржи и повеќе билатерални средби. Се очекува на состанокот на лидерите од Брдо Бриони процесот да бидат опфатени клучните теми и аспекти во контекст на интеграцијата на регионот во Европската Унија и да бидат разменети мислења и информации за актуелните состојби и предизвици во регионот на Југоисточна Европа, се вели во соопштението од кабинетот. Од Министерството за надворешни работи пак информираат дека делегацијата на Македонија на настанот ја предводи председателот Иванов, а покрај председателите и министрите на надворешни работи на државните учеснички во процесот на состанокот ќе учествуваат и останати високи представници од Европската Унија. Согласно најавите, овогодишен специјален гостин на состанокот ќе биде федералниот председател на Сојузна Република Германија Франк Валтер Штајнмајер. На состанокот ќе се дискутираат теми поврзани со процесот на проширување на Европската Унија и европските перспективи на регионот. Министерот за надворешни работи Димитров ќе оствари повеќе средби билатерални за време на состанокот, пишува во соопштението од МНР. Заменик помошникот државен секретар на САД Хојтији и дава целосна поддршка на новата влада на патот на реформите и членството во НАТО со затворање на билатералните спорови, вклучувајќи го и оној со Грција. Во интервју за босанската редакција на Гласот на Америка, тој вели дека политиката на САД кон државите во регионот не е променета, бидејќи се базира на американските интереси за регионот, што се движи напред кон интеграција во Европа и нејзините институции, кон подобра клима на инвестиции од европски и американски бизнеси и воопшто за подобар живот на граѓаните. Our expectations, as you asked, of the new government, again, to be partners with the international community, with the European Union, with the United States, with countries that have been partners with Macedonia for many years, to make the reforms necessary in order to move forward, to resolve issues with neighbors, including with Greece, will eventually, we hope, lead to agreements that will unblock the path of Macedonia to Euro-Atlantic integration. До исплатата на субвенциите и цената на пченицата која допрво треба да се договори се приоритет за земјоделците во предстојниот период. Тие очекуваат соработка од новиот ресорен министер Љупчо Николовски и во најскоро време седнување на маса со него на заеднички разговори за, како што велат, решавање на актуелните проблеми. Пред нив се нагласуваат многу активности, но најпрво треба да се исплати државната поддршка. Во Струмичко тутунарите немаат земено ниту денар, за разлика од поддршката за млекото, сточарството и раноградинарството, која речи се исплатена. Потоа со оглед дека сме на чекор пред жетвата, добро е да одржиме заеднички состанок со откупувачите и преработувачите, зашто не е дефинирана откупната цена на пченицата. Треба да поразговараме и колку количини лебно жито ќе имаме на располагање, изјави председателот на Федерацијата на фармери на Република Македонија Никола Стаменов. Според него, првичните проценки се дека годинава од сопствено производство Македонија ќе задоволи 30 до 40% од потребите. Тоа значи дека треба да бидеме уште позависни од увоз, зашто претходните години од домашно производство задоволувавме околу 60% од потребите, посочи Стаменов. За овие и други проблеми во секторот рече ќе треба да му се укаже на министерот да му се предочи кои се ставовите на земјоделците, но и да се слушне неговото мислење.
Економски раст од 5% е можен, но за период од 5 години. Со зголемувањето на минималната плата на 12.000 и просечната на 30.000 денари ќе се подобри економската стабилност кај граѓаните. Економистите со оценка за економската програма на новата влада сметаат дека предвидениот висок раст од 5% стопанството во следните 2 години нема да може да го испорача, главно поради политичката криза која веќе подолго време го држи бизнисот во неизвестност. Не можеме, пак велам, да очекуваме за 2 години дека ќе го постигнеме, но некаде 4 до 5 години најверојатно може да се постигне економски раст од 4 до 5%, под предуслов да, пак велам, да имаме јасна слика кај сакаме и кај сакаме стопанството да го движиме. Луѓето се склони на тоа и сега од една страна таргетираш по една група на луѓе кои што се побогати за да ги оданочиш повише, што можеби гледано од идеолошки аспект е добро, но од друга страна они секогаш наоѓаат начини за евазија и мислам дека таа е една од најмалку размислените мерки и мислам дека околу тоа ќе треба да има поприлично голема дискусија. Мислам да имате едно младо инженер, да не ме се наутат, кој што брилјантен студент и така натаму. Пазарот сега го вреднува, почетна плата 500-600 евра. А нема ништо на овој свет. Нема ни педа земја, нема стан, живее под кире и така натаму. И тој е богат. А имате некоја пензионерка која што видовме пред некој време на некој од телевизиските екрани, која што живее во 120 квадрати во центар и се жали дека не може да ги плати сметките. Мислам, тоа се перверзиите, тоа се оние работи кои што се уште укажуваат на тоа дека идеолошки ние не сме излегли од процесот на транзиција. Новата влада ќе ја зголеми за 100 пати директната државна помош за малите и средните предпријатија. Во првата година од мандатот ќе настојуваме таа да изнесува 20 милиони евра. Ќе го поттикнеме извозот на производи од домашните компании. Зголемувањето на даноците ќе ги одврати инвеститорите, а без инвестиции нема повисоки плати, изјави во интервју за телевизија Алфа председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Отворивме 170.000 нови работни места, од кои што околу 30.000 се во странските компании, останатите се во домашните компании. Затоа што климата што ја направивме, условите, законите беа за сите, не беа само за странските, и за домашните беа. Па потоа, откако ќе се намали невработеноста, тоа создава притисок на пазарот на труд, за да ја зголемува платата, бидејќи почнува да им бегаат поспособните. Вика, има нова фабрика дојдена од Англија, ќе си одам, ако не ми дадеш толку повеќе, тие ми нудат повеќе. Ако не ми дадеш и ти, ќе си одам. За да го задржи, му дава повеќе. И така растат платите. Значи, само преку реални инвестиции. А мислите дека домашни и странски. Тога е неостварливо е сега да биде во иднина? Не гледам за сега политики со кои што ќе го направат тоа. Гледам политики со кои што ќе ги зголемуваат даноците. Се спомнува персоналниот данок на доход. За оние што земаат поголеми плати, значи луѓето кои што со собствено знаење, интелект, образование успеале да се наметнат да земат поголеми плати. И тоа за 80% зголемување. Се спомнува данокот на имот. Се спомнуваат придонесите. Тоа го гледам. Тоа нема да ги воодушеви инвеститорите. Одместо теми од регионот. Завршена е нацрт студијата за валоризација на Дојранското езеро, која како документ во својата финална верзија ќе треба да обезбеди исполнување на законот со кој езерото е прогласено за споменик на природата. Студијата за валоризација на Дојранското езеро, која се изработуваше во рамки на проект на Регионалниот центар за животна средина со канцеларија во Македонија, е веќе предадена на општина Дојран и на Министерството за животна средина. Како што велат од канцеларијата на РЕЦ во Македонија, станува збор за нацрт верзија за вредностите на ова заштитено подрачје со статус споменик на природата, која е завршена во февруари оваа година. Студијата ја изработуваат стручни лица од поголем број на различни профили, како од аспект на природните вредности, значи флората, фауната, еколошките информации, хабитатите или живеелиштата, геологијата, хидрологијата, заканите кои се случуваат врз езерото, социоекономските карактеристики, аспекти, значи плановите за развој, урбанистичките планови, сето тоа е склопено во студијата и по едно преклопување на сите овие информации се изработуваат предлози кои што се сега, како што споменав, дадени веќе уште во месец февруари на
размислување, на разгледување од страна на овие две институции и во очекување сме на една консултативна средба која што треба да ја закажат овие две институции. Студијата меѓу другото содржи информации за тоа кои и колку биолошки видови опстанале во Дојранското езеро и кои исчезнале, а крајната цел е да им помогне на локалните власти и на сите останати сегменти за правилно управување со ова заштитено природно добро. Самата студија предлага препораки за идно управување со заштитеното подрачје во смисла кој би била правна институционалната рамка, кој би управувал со езерото со заштитеното подрачје, значи не како концесионер, не како туристичка дестинација, туку буквално со споменикот на природа, односно согласно Законот за заштита на природата на Република Македонија. Тука мислам дека ќе бидат суштинските конфликти, во смисла ние под конфликт подразбираме која би била најсоодветната правна рамка, правен модалитет кој би бил најсоодветен за управување со заштитеното подрачје, а кој што треба навистина да се грижи за заштита на природата, не само за економскиот и стопанскиот развој. По дискусијата за студијата се очекува да се изработи конечна верзија на овој документ, чија изработка е обврска од законот со кој во 2011 година ова езеро е прогласено за споменик на природата. За Дојранското езеро досега не била направена валоризација, велат од центарот, и ова е прв документ од таков вид. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува на можни локални изливања кај помалите водотоци и соводолици на целата територија на Република Македонија поради временска нестабилност и очекуваните поројни врнежи и дожд. Како што соопштуваат од таму, тешко може да се предвиди каде ќе паднат врнежите и колкав ќе биде нивниот интензитет. Во текот на денот, според најавата на синоптичарите, не очекува променливо облачно и нестабилно време, а секако попладнево и пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со обилен пороен дожд, електрични празнења, засилен ветар и град. На одредени места се очекува да наврнат над 35 литри на метар квадратен дожд. Значи, во попладневните и во вечерните часови нешто слично како вчера, на повеќе места очекуваме дожд и грмежи, кои што наместа ќе бидат и во форма на невреме, како што веќе најавивме, и количината на наврнат воден талок може локално за кратко време да надмине и 30 на литри. Под некој влијание сме, под некој бран на вчера, како да ни дојде од Косово, од Србија, од озгоре, од север. Уште сме под тоа влијание, под тој бран кој што не ги носи овие нестабилни појави? Да, се уште е истиот циклон, висински циклон, кој што од Јужна Италија се преместува веќе некаде над Албанија и денеска се очекува постепено да се спушти кон Грција и веќе утре да го напушти нашето подрачје. Под влијание на овој бран, кој што при вакви временски услови, кога времето е многу топло, дава како некој импулс, нели, за ваквите интензивни процеси. Со тоа што денеска овој циклон е и поблиску до нас, поради тоа и очекуваме денес и нешто поинтензивни процеси. Поинтензивно. Какви се најавите за следните денови? Се очекували од како ќе помине овој бран да имаме стабилно време или повторно наидува нов бран? Па за жал повторно наидува нов бран, значи овој бран, како што кажав, утре предпладне постепено се повлекува од нашето подрачје, меѓутоа се уште периферно ќе влијае кај нас, па така да и утре попладне наместа очекуваме повторно дожд и грмежи, особено во источните и југоисточните делови од земјата, меѓутоа сепак процесите не би требало да бидат толку интензивни, иако, нели, како што веќе напоменав, топлото време си го прави своето, има многу енергија во атмосферата, така да може да се случи некаде повторно и да имаме нешто посериозно, меѓутоа сепак тоа би било полокализирано. Меѓутоа веќе од понеделник попладне наидува нов бран, од кој што повторно, особено во попладневните часови, ќе имаме нестабилно време, значи ништо значително нема да се смени, меѓутоа, како што кажав, значи овие процеси не би требало да бидат толку интензивни и би требало да бидат нешто полокализирани, меѓутоа опасноста сепак до среда ќе биде присутна, а стабилизирање на времето ќе имаме од четврток. Љубовта кон музиката, но и напорната работа му ја донесоа наградата 6 ноември на професорот по музика Раденко Костадинов, кој веќе 35 години работи како ментор на училишниот хор и оркестар во Јосифово. Тие редовно учествуваат на надпревари, каде што постигнуваат и одлични резултати.
Добитникот на овогодинешната 6 ноемвриска награда, професорот по музика Раденко Костадинов, вели дека добивањето на ваквата награда е голема чест за некој кој со години посветено работи. За номинацијата вели дека е добро што се уште има луѓе кои знаат да го препознаат и ценат трудот и дека благодарение на градоначалникот на општина Валандово и директорот на Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Јосифово успел да се најде помеѓу номинираните. Од постигнатите мои резултати како наставник, како диригент, хорски, оркестарски и така натака. Тоа би причинило, да ви кажам искрено, големо задоволство. Некој да те препознае, да те оквалификува како таков, нели, граѓанин, професионалец и така натаму, е големо задоволство. Чест е тоа да се добие со многу работа. Им посакувам и на другите мои колеги во иднина да работат, да се трудат, па да го доживеат исто тоа. Веќе 35 години Костадинов интензивно работи со оркестарот и хорот во училиштето во село Јосифово и вели дека љубовта кон музиката и напорната работа му помогнале да освои 5 први и 2 втори места на државно ниво. А како една од позначајните награди, како негово лично достигнување, ја истакна првата награда за млад диригент која му била поттик да работи што понапорно и повеќе да ги мотивира своите ученици. Јас имам добиено една многу убава награда во тој период и многу ми е драга што тогаш добив како прва награда за диригентство, за млад диригент, што ми е и сега многу мила награда која добив. Така да децата и љубовта кон оваа работа е тоа што се нижат резултати и тие сега веќе самите осеќат дека не можат без тоа ниво. Тука сакат да се најдат и кога вежбат и кога работат, сакат да се најдат тука. Костадинов се надева дека и по него идните генерации професори по музика ќе ги мотивираат учениците да се надпреваруваат како и досега и дека нивните успеси ќе продолжат да се редат и во иднина. Манифестацијата Најдобри за најдобрите е традиционална завршна приредба на Гевгелиската гимназија која се одржува секоја година. Така и ова, најдобрите ученици добија пофалници за наградите кои ги освоиле на меѓународните и на државните надпревари. Во присуство на голем број родители и наставници и ученици од гимназијата Јосиф Јосифовски од Гевгелија, завчера се одржа манифестацијата Најдобри за најдобрите. Станува збор за традиционална завршна приредба на гимназијата која се организира пред крајот на учебната година, на која беа доделени пофалници на учениците кои освоиле награди на меѓународните и државните надпревари. Директорот Нечевски во своето обраќање истакна дека е горд на своите ученици кои докажале дека се рамо до рамо до своите соученици од други училишта од регионот, но и пошироко. Навистина ми е чест и задоволство и годинава да ги пофалам и да ги доделам признанијата на нашите најуспешни ученици, кои годинава докажаа дека се рамо до рамо со најдобрите соученици од регионот, државата, а и малце пошироко на меѓународно ниво. Достојно и годинава не презентираа, освоија мноштво награди и посебно ќе ми биде честа да вечерва ги пофалиме пред вака поширока аудиториум и да пошироката јавност дознае за нивните успеси. Во рамки на оваа манифестација се изведе драмската представа Кројач за дами од Жорж Фејдо во режија на професорката Даниела Джишева, сценографија на Александар Јанев, а во изведба на учениците од драмската група Дон Хикот. Оваа манифестација представува значајна прилика каде што се истакнуваат успесите на најдобрите ученици. А денеска православните христијани ја одбележаа Задушница. Утре е Духовден. На овие два празника во светите храмови се одржуваат литургии низ целиот југоисток. Денеска православните христијани ја одбележуваат Задушница, а во недела Духовден. Празникот Задушница се одбележува во чест на душите на мртвите. На Задушница се сеќаваме на блиските лица кои се починати, ги посетуваме нивните гробови и палиме свеќи на покој на душата. Тоа е ден посветен на молитвите за покојните роднини и пријатели. Така оваа недела ќе се слави празникот Света Тројца, тоа е славата на нашиот храм тука во Радовиш.
Првиот ден ќе се има света литургија и во двата храма, а следниот ден, во понеделникот, вториот ден духовен, секоја година традиционално доаѓа неговото високопреосвещенство господин Иларион. Многу во нашата општина, па и некаде и во други места, има некои обичаи каде што се косат со православната црква, а тоа мислат дека празникот Духовден е духови, е споено со духови или со починатите души. Значи Духовден и задушница не е исто, бидејќи празникот Духовден означува слегувањето на Светиот Дух за апостолите и еден од големите господови празници. Токму на тој ден се нарекува и празник на црквата, бидејќи од Христос, од кога се вознесе на небото, после 10 дена, и како што им вети на апостолите и на сите, слегувањето на Светиот Дух кој влезе во вид на огнени јазици, и апостолите беа просветлени, христијаните беа просветлени, на тој ден илјадници луѓе примија христијанската вера гледајќи го тоа чудо кое што се случи во Ерусалим. На задушница во црквите се служи парастос на кој свештеникот со вино прелива пченица, а после службата се оди на гробовите на блиските, каде се пали свеќи и се чита молитва. Кој не може да оди на гробишта, тој пали свеќа во црква. Духовден празник кој се прославува во спомен на слегувањето на Светиот Дух. Бидејќи овој голем настан се одиграл на 50-тиот ден по Воскресението Христово, празникот секогаш се слави на 50-тиот ден по Великден и секогаш се паѓа во недела. На овие големи празници народот традиционално ги посетува манастирите и бара прошка за гревовите и лек за болестите. Поштовани, следува блокот информации и вести од светот. Според резултатите од пописот на населението, бројот на гласачите запишани во единствениот избирачки список во Косово е поголем од бројот на жители. Во избирачкиот список запишани се 1.872.941 гласач, додека бројот на жителите е 1.739.000. Валиете дека председателка на Централната изборна комисија истакнува дека се е подготвено за изборите независно од предизвикот од изборите се организирани за кус временски рок. Таа при тоа го нагласува фактот што поради кусиот временски рок дијаспората нема можност целосно да гласа. Косовската дијаспора е навистина голема. Иако не располагаме со точна бројка, сигурни сме дека има над 500.000 лица кои живеат и работат надвор од Косово. Кога беше спроведен пописот на населението, емигрантите не се попишани. Поради тоа бројот на гласачите е поголем од бројот на жители на Косово, зашто според евиденцијата на Министерството за внатрешни работи тие се државјани на Косово, објаснува Дака. Поради терористичка закана, синоќа е евакуирана публиката од рок фестивалот Rock am Ring, што се одржуваше во близина на Нирнберг. Првата вечер од фестивалот е прекината откако германската полиција во Кобленц добила дојава за конкретна закана. Организаторите на Rock am Ring соопштија дека полицијата ги посоветувала да го прекинат фестивалот. Се уште не е познато колку луѓе имало во публиката, но се претпоставува дека тридневниот фестивал може да привлече околу 90.000 лица. Граѓаните на Малта денеска гласаат на предвремени парламентарни избори кои премиерот Џозеф Мускат ги распиша за повторно да ја добие довербата по обвиненијата дека неговата жена поседува компанија која е поврзана со Панама документите. Анкетите предвидуваат победа на лабористичката партија на Мускат, но со многу помала разлика од 2013 година, кога партијата убедливо победи по 15 години во опозиција. Истражувањето на јавното мислење покажува и дека 1/5 од гласачите се неопределени. Опозицијската националистичка партија побара од Мускат да поднесе оставка поради обвиненијата за некоректни бизнис договори на неговата сопруга и на дел од неговите соработници. Сопругата на Мускат е обвинета дека е собственик на тајна паманска фиктивна компанија која е користена за финансиски трансакции за владеачкото семејство во Азербеџан. Шефот на кабинетот на Мускат и еден министер во неговата влада претходно признаа дека имаат непријавени компании регистрирани во Панама. Малта, која преседава со Европската унија, е најмала земја членка во унијата.
Советот за безбедност на Обединетите нации синоќа едногласно усвои резолуција за проширување на санкциите кон Северна Кореја. Санкции ќе бидат воведени против 14 севернокорејски представници и 4 компании, на кои им е воведена забрана за патување и замрзнување средства. Со новите имиња црната листа има 39 поединци и 42 компании. Поштовани, тоа беше последната информација во ова издание на Дневникот на телеканал А1. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.